Ја прашам. Текст на предлогот на Адев, порад, Пративме да чува. Добро вечер, драги гледачи, добре дојдовте во студиото на Инфомакс, добре дојдовте во Тешки муабети, неделно издание. Со мене Јанко, ќе видиме дали и Мечка ќе биде вечерва со нас во студиото. Јанко, добро вечер. Буса. Океј. Кажа со кажа, заврши твоето вечерва. Сега ја почнувам и монолог до крај. Не, Идеш, се јако. шегувам. Прво за да се разбереме, слушај добро неколку минути. После ќе расправаме што слушаме. Fumare mio cazzo! Кој гледал денеска гледал? Атланта го окрка, Цвајко Матен, шприцен ашлох за Зергут. Така да мислам, сега вечерва игра Интер, ако изгуби сме шампиони, ако не, наредната недела ќе ја славиме титулата. Мислам дека до толку не можеме да рикнеме. После 11-12 години повторно шампиони. И ти не знаеш каков кеф ми беше пред емисија, едно уживање, едно... Не можам. Уште ако вечерва Интер киксне, мада тешко дека ќе киксне во добра форма, ама се едно, еве го веќе води против Каљари, што не е ни чудо, така што тоа е едно од побитните работи вечерва за кои нема да дебатираме. Добро, види. Јас сум за дебатирање, ама види, Милан, боите на ВМРО ДПМН. Никогаш не сме правиле муабет, ама од дете навивам за Милан. Да знаеш. Навиваш. Да. Види, за Вардар и за Милан се навива по дефолт. Тоа е исто као дали си за Македонија. Ало, како ме прашуваш дали сум за Македонец сум, роден сум Македонец. Значи, бидејќи сум роден Македонец, навивам за Вардар. Бидејќи сум роден Македонец и кој навива за Вардар, навивам за Милан. Првите дресови на Вардар. Да, имам слушнато дека се подарок од АС Милан. Па оти голтари сме ние по дефолт, вака македонци изда. Точно ли е? Точно ли е? Проверено. Точно е. Да. Тоа е и има некоја традиција на скаути ово она порано, додека нешто можеше да излезе од овде, после видоа дека од гомно директне бидое па од македонци фудбалери со честни исклучоци како Панчев и Пандев кои се Космос, ние овдека лопужана све разбркавме све шо овакво, а и менталитетот на македонските фудбалери остана на, како да ти кажам, зошто ја избегнувам? Значи, викам, кај ќе иде, шо прави, шо вона? Вика, ќе идам да играм во Бугарија. Добро, зошто во Бугарија? Викам, зошто не играш во Германија? Вика, многу трчање во Германија, ово, она, вамута. Стварно ова ти го имат, кажа? Да, фудбалер ми го каже. Викам, колку те плаќаат у Бугарија? 250 евра месечно. Таман ми е, вика, плюс стани храна. Добро, го имаш ли приметено? Ти не ме слушна. Те слушна? 250 евра, он е среќен. Јас сум шокиран. Мислам, не... Те гледам, извини, вака. Дајте му. Шок, пушти ме на камера. Да, еве ти благо Дај. за Милан, пошто частам на их за режија таму. Дај. Сега ќе видиш дека Мечка ќе дојде.
Не, види. Имам и зеро. Извини, знам дека е спонзорска, ама па преку тасета. Ајде, па може да пушта да овие нешто од Скопска пивара. Попрво ќе пушти Скопска, него Прилепска. Прилепска и на вака пепсино. Да бутнеш игла, 6 метра жица ќе извадиш. Како, тој моменту македонскиот спортски менталитет, како го коментираш кога играме буквално само едно полувреме. И секогаш се случува тоа. Јас се сеќавам, нели, кога игравме на јубилејна утакмица беше со Шпанија. Ги водевме 2-0, успеавме да изгубиме 3-2 на градски. Ако добро се сеќавам. Секогаш и ракометот е исто, водиме на полувреме, губиме на крај. Фудбал со Италија изигравме одлично прво полувреме, при крајот нели го примивме првиот гол. Дали е тоа некоја, не знам, фабричка фалинка или нешто? Па е некаква фабричка фалинка и ќе ти кажам од што се состои. Ние, како народ, сме можеби најголемиот курч на планетава, најнеоснован. Ние стварно немаме со што да се чаламиме. Зошто еден Барези играше на 39 години? Зошто еден Ибрахимовиќ 41 година уште игра? Зошто Малдини на 40 години се пензионираше? Зошто, например, Стојков, еден од кој беше паралелно заедно со Пандев, многу ужасна кариера имаше затоа што повреди му се кинеа мускули. Затоа што децава наши, да го прашаш просечен македонец што е добра храна, ќе ти рече сендвичот седмица. Значи леп, со многу компир, многу кетчап, мајонез и негде месо има. Или, ако го прашаш македонец бурек, бурек е бре, феноменална работа. Значи, имаш кори, узејтин умацани и трчи мевце. Имам поента што да ти кажам. Или, ако го прашаш македонец, скопјанец, Симит Погача, па тоа е божество за нив. Дечки, што да ти кажам, додека ти со тој менталитет и таква исхрана, ти можеш само да бидеш добар јадач на бурек на Фейсбук. Ништо поиш у живот. Кинеш мускули. Едно е дете пораснато на исхрана по рецепт, по список, по мени на спортски. Не, мама ке ти намачка, лепче марга. Сега пред некој ден го имавме тоа на Фейсбук. Леле, фалење, шо било убаво. Леп свинска маст и пиперче, или леп маргарин и шекерче, влашка торта. И викам, вие се гордеете со тоа. И вие се гордеете со тоа. Другар, не можеш ти, тело, стамина изградена со да ми простите, лајна од храна. Тоа е булшит. Тоа е булшит. Единствено нешто апгрейдот ни е ракија. И ти со тоа треба да изградиш стамина, да не ти се кинат мускули, да трчаш под 10 секунди. Нема, бре, брат. Затоа сме дунстери, затоа паѓаме. Вика, ја најмногу што му замерав, например, имаме и тој менталитет. Дарко Панчев, на колку години се пензионираше? 30 на колку? Едвај. Па што да збориме, бе? Ама види, кај нас фудбалериве кои значи, имаш два момента. 5 стана во Скопје. Имаш прво, не изживеани сме како народ и многу убаво еден мој колега на работа рече, со ненајаден и ненаебан народ, држава не се прави. Ние сме уште гладни. Знаеш ли дека вечерта, кога имаше голем политички скандал, им викам на опклада, викам вечерва, ти гарантирам дека нема да има тема за политичкиот скандал. Не кажам кој, голем беше. Ја ги отварам телефоните и викам, кај има најдобра скара у Македонија. Значи 120, намерен спин направив. Да видам дал ќе ми се јави некој, свињо дебела бе. Државата гори бе, изгинаа луѓе бе, пичке си матере, ти за скара збориш. 120 минути, ни порака добив, ни ништо. Али затоа, Велешка, Прилепска, ваква, онаква и така натаму и така натаму. Тоа ти е, за жал, повеќето. Ние имаме честни исклучоци во спорт, честни исклучоци во политика, честни исклучоци во револуционерна борба.
Така да, ете ти го, ние немаме колективни, ние попрво можеме да изродиме некој, да се изроди, ајде да речем, може би македонец, како Джоковиќ. Оти Джоковиќ не е израснат од Србија, нити српска држава, нити Министерство за спорт, нити некој од нашиве Неговите спортисти. инвестирале. Како? Неговите инвестирале во него. Значи, брат, а 99% што ми се јавуваат за спорт кога имав емисии, мојот син освоил медаља, му дадоа само 200 евра, треба 20.000 евра. И тоа има. Што поише да се излече од ова? Извини бе, брат, кога тераш бизнис, земаш кредит, така, Да. вложуваш во тоа. Колку си вложил во детето? И чекаш државата да вложила. Моето е шампион, државата не ми дала пари. Моето е... Абе, Џони, ако е стварно добро, спонзор ќе ти го преплати. Вложи во него. Сега никој не ти гарантира дека ќе ти се врати вложеното. Ама на Запад 99% што ги гледате успешни спортисти се луѓе кои сами вложиле во себе. Па дури... не ме влечи за јазик. Шо, ама тоа е... Мила! Извини. Види, реалноста е дека упорноста кај луѓето е оно што ја прави разликата. Ти можеш да имаш и талент, можеш да бидеш и добар, можеш и да ти се посреќи некојаш и да имаш успех, ама ако не си упорен, џабе. Џабе, ја мислам дека тој момент на упорноста нас ни фали како на нација. Знаеш, пошто ние добивме пред 30 на години. Тука е Пандев голем. Да. Тука е Пандев поголем. Да. И не Многу разбираат поголем од зошто. сите. Дали е талентот? Џони, како Пандев имаш со лопата да ги ринеш низ цел свет. Ама успеа, се наметна прво како личност и карактер, со својата добрина и смиреност. Скромност и второ, упорен како конј. Да. Кој бе македонски спортист, фудбалер, го знаеш ти на 35 години да игра? И каде игра? Последен беше оној Тони Савевски за АЕК на 36 години, мидфилдер, извореден играч. Не се ни разбирам нешто многу спорт, туку заради преносиве, нешто научев. Толку беше, тоа беше нешто на стари. Тоа е феноменот кај нас ќе купат 5 стана у Скопје. Абе, Девид Симан, 40 години, едва и го пензионира. Да. Имаат кај еден Ньюкасл, кај се пензионира? Појма, не ме праши сега, не ме влечи. Имаат сега некој си исто онака брани фри, само што овакво, а овие му дават, затоа што уште го бива. 40 кусур години. Значи, порив му е, сака тоа да го прави. Ние сакаме, брат, ние сакаме скара и ракија. Да земам пари за да не работам. Ете, тоа ни е целта. Ама тоа сите не учат кога деца, учи за да не работиш. Бе, брат, Елон Маск има пари за 40.000 своји животи и на уште 40 поколенија да им остане. Ама по милион да трошат. Абе, месечно. спие у фабриката додека уште се гради. Не мора ништо од тоа да прави. Абе, порив му е, кеф му е. Го прави тоа. Скопски газда, што прави? Седи овде ко мене вака, усвињетна. Тоа е. Абе, такви сме и ние. И све не чини. Учителката не чини, син ми е добар. Да. Политичарот не чини. Опозицијата така треба да прави. Позицијата така треба да прави. И само тоа јаде бе. Делуваме? Не. Не. Ја не викам политичко делување. Делувај у собствените рамки. Значи, што си? Покажи со пример, бе, води со пример. Абе, неќам ни пример да покажувам ништо. Ради себе. Значи, водител, дај да видам што е мојот максимум. Пази, ја извадив максимум некој од себе у животот. Достигнав некој пик. Абе, нема, види. Колку души го се прави, достигна? ама нема човек 20-30 години, колку си на телевизија без 20 години на 20 години без 21, престан, без емисија престан. водиш. Значи, не прекинала Јади Бурек. Не прекинал. Значи, зошто? Ја уживам у ова, јас сакам да се ми доаѓа кризи, ова, она, све терам у 3 лепеве наредниот Абе, ќе не пак ја утепаше уживам. 10 минути касневме, бе, ќе не утепаше. Не се секире, ќе лабаите идната недела, не сум тука. Кај си бе? Идам да си го спасавам бракот. Втор. Морам.
Идам добро. за Охрид, морам Добро, да идам. види, на сите ни се Два дена лутат жените, кој сака да признае, Види, нека да признае. Милош, Факт е дека Милош. од жена пострашно нема. жена ми се враќа у 5 од работа. Добро? Ја у 5 спијам и се разсонувам, у 6-7 се спремам и веќе искачам. И ние не се гледаме ако не се видиме у сабота. Недела готово, крај е за Инфомакс ми е. И морам ова да го правам, за жал, ќе жртвувам од емисијата. Не можам. Децава ни порасна, она ми е Па јас човекот. се мислам и како стварно ми Мавара е- да извадиме еден картонски Јанко и да го ставиме таму. Можеме тоа да го направиме. Нема љутиш. Зашто картонски? Тури една А? од свинска фарма една. За не претеру. Не претеру тоа. Ја зошто? да ти ја надима. Зошто? Мечка, јас и Јанко, еве го Па тука. ние сме цела животинска фарма, Орвел би се гордел. О, не, Јанко. морам таа апатија на тоа. Ја Ама не сите знам, сме апатични, бе, сите. Ја не- А у средата ја правиме не емисија знам со дали сме некогаш биле толку многу богати аристократи, па сме навикнати на таков живот да знаеш, она бидеме полагодни, да не мораме да работиме. Тоа е одлика на аристократија. Ама ја никогаш у живот не сум сретнал у историја дека овој народ владеел со некого, па бил пребогат, па знаеш, она како Рим и така натаму. Зошто? Италијаните се шминкери, така? Да. Парфеми, ово, она, деле све. Зошто? Седеле, уживале, Ја така само владееле на со свадба све. дотеран идам како што они идат по улица, па. И тоа и за свадба не знам дали ќе се дотерам, зависи дали е близу Е шок прв пат у Трст кога отидов, кога видов една рибетина у джип со Ray-Ban, у тесни фармерки и блузичка Fruit of the Loom, значи ова е пред 40 години. И стојам, гледам, не ми се веру, женско. И таде незгодно, ама вака ги не гледав призна жени. дека незгодно ти пада. Збунет си. Незгодно, незгодно. Не си свесен дека пошто девојките наши, еманципирани, изгледаат ко забулените денес. Ама нашите се поубави од нивните, ама нивните поише се дотеруваат. Джони, лепота не е само убава е физички цртите, ми е гајле. Ако не си нашминкан, ако не си дотеран, ако џабе ти е све бе. Така е. Убавината ти што правиш со таа? Значи таква ни е цивилизацијата. Голи не шетаме да рече, о, Милош, машала, види, па ти убав. Не, треба и да се избричиш, треба фризура да направиш, треба да се дотере. Ние машките, а камоли за женски. Ја искрено ти кажам, Данела која ќе дојде кај мене, иако нема да дојде наскоро, која ќе дојде кај мене, ја ќе барам да субвенционира, како порано нели имаше партизани, антички, оние за сликање што се шета, нели за туристичка за атракција. туристите, да. Или во носи да субвенционира девојки да се шетаат низ град, низ центар. Значи да ги облек шмизли. У пар да им купува облека, они да се дотераат како за модна писта и да се шетат. Не постои поубав украс од стокмена жена. Тоа ти е уметност во движење. Тоа ти е интервенција во простор. Не треба споменици. Треба само убавиве жени, субвенционирај ги и ова. И да застануваат со туристи да се сликаат. Ете ти македонско девојче. Јанко, Јанкин! абе види. Јанку! Знаеш што? Милуш! Ќе морам да не вратам назад у реалноста од италијански жени и од добар фудбал. На Евровизија. На Евровизија. Ала, Како го убивам? Ја би рекол како го убивам? Ја имам слушателен израз за И онака Педер Пол е овде. Сме ние Евровизија, све мужи овде. Нема едно женско. Ама види има разлика. А? Ја не го загледувам Фичо и он не ме загледува мене. Брат, мушки загледување ми е... А и слушај, имам малце проблем веќе со враќање овдека и со комуникација со Мечка, откако ми рече прошлиот пат, немој да твитате видео from Дубај. Племе му е. Уште си шокиран? Оу. Види, Ја глуп па го отворив. А фино ми рече, не го отвори. Немој. на сите. Типичен глуп македонец Јанко. Јанко, молим,
Не отвори видео from... Така се викаше? Видео from Дубај? From Dubai. Дубај видео. Дубај видео. Не отварај Дубај видео. Абе, не го доврши. И уште гледам и да го догледам. Пуда ти се не видиш не го гледате, што го... не го гледате. Не, гледате го, шо? Не. Јас си упропастив живо, упропастите си вие. Баш ми е гајло. Само ја нема да ви бидам крив. Као што ни Мечка не ми е крив. Он ми рече, не го гледај. Па добро, така. еве јас се иземам од одговорност, не го гледате видеото. Не се, вчера ја гледав цела Евровизија. Никој никогаш кажал. Те мислев за паметен Ја човек. гледав, ама се жртвував. Се жртвував за да не мора гледачите да ја гледаат, за да знаат што да очекуваат следната година. И така и ја за порната. Ги изгледав сите за вие да не морате. И ја пробав она, као млад, ја клецавме она реден као распијато мало, за вие да не морате. Која? Бог да ја прости. Нада. И муаветов за вие да не морате. И што ти е заклучокот, Славен? Заклучокот ми е, ја би ми било глупо да сум Украина да победам таму. Стварно ми е би ми било глупо. Пошто, види, се они таму умираат, војна се води и све, овие тука се радуваат, зашто? Пошто да ми прости ЛГБТ заедницава, ги гушкаат, ги бацуваат, мафтаат со нивни знаменца. Мислам, надреална ситуација беше, целата ситуација беше надреална. Ние, например, гледав како ги дававме водовите, имаше интересни твитови, вика, Вучич да си ги земе и маслото и вакцините назад, пошто не и дадовме, мислам дека ниту еден поен на Србија, или и дадовме 10. Ја ќе ти го покажам, отвори го твитот на мојата фан страна и ќе ја прочиташ твит клетвата која објавив кај мене од српскиве навивачи кои дури и за овде каде што сум слободен со говор ми е стварно незгодно да го изговорам. Ги гледав дополнително кај тебе, Да, и многу значи, не се љути. Па знаеш како се викаше дедо ми? Како? Тасе. И? Преку тасета. Што да ти кажам, бе? Абе види, Што да ти кажам? народ ќе си најде нешто да се замара и да се нервира. Може да се прочита ова у камера? Камо? Фичо прави чуда. Слушај, ова е дигитална монтажа, како убацуваме директно. Абе добро, ние не кефме да прочитаме па ти. Ние сега нека си прочитаат другите, да можевме го. Ти проверуваш дали се чита. Го убаци у кадар? Евуваме дека се ше чита, да немате гајле. Се чита. И пази сега, некој добива став за Македонија према тоа колку поени сме му дале. Што е ова, бе, брат? Зашто збориме ние? А Србија колку поени даде на Македонија? Па ние не отидовме ни у финале, така да. Добро, кога игравме за финале, кога бевме, колку ни даде Србија у гласањето? Па мислам дека за Тамара Тодевска 12 кандидат. Не, те Тамара Тодеска. Кажи ми Ти го тапав за муавет. госпожата, колку дадоа наша ова? Па појма не. Еден пој. Еден? Епа. И сега, знаеш како, иде тоа е безвезен македонскиот и српскиот менталитет, на некои си локално поддржај, а 10 поена им дадовме. Така, еве, не гледав, ама го знам ова. Види, Хрватска, например, и даде 12 поена на Србија. So Која what? е таа трагедија? So what? Ама у војна беа, зашо беа у војна? Ја не можам Што има везе војна? Не бе, види. Чекај бе, што е Евровизија? Не може. Си даваме поеми за политичка ситуација у земјата или за песна? А Одговориме. политика е, бе, Јанко, чим те паше? Значи онда за кој кури искача, извини се, ме пцуе. Почнав да вадам пениси од уста. Зошто искачаат пејачи? Па не знам, Не знам ни ја, еве кажи ми. Онда нека иде директно на гласање. Зашто искачаат пејачи, кажи ми. Ма така е. Стварно, шо пеете? Шо правите будали од себе? Ај објасни ми. Ајде, ако ние гласа... Видиш, Србија е многу фина, Зејтин ни даде да си го намачкаме гзето за да го примиме путо. Молим те 12 поена. Абе, песната, која? Абе, песната, дај не ме... Значи,
Зашто збориме? Ако збориме за музика, Па не знам дали се сеќаваш дека Србија кога го изгуби Косово, кога прогласи независност, дека победија на Евровизија. У принцип, секогаш кога некој треба да го јаде стапот, победува на Евровизија. Јас се абе, изненадив. ние име смени. Па јас се изненадив 2018 што не победивме. Па и нема да победиме. Зашо да победиме? Па сменивме име. Да не почастат Па малку. шо ако? Кој не тераше некој на сила да смениме име? Ај каже ми дали не тераше некој на сила да смениме име? Од надвор. Не, брат. Сменувањето на име е внатрешно изведено во Македонија. Така е. Затоа што ние отидовме и рековме, слушај, проблемот со Грција ќе го решиме со и така натаму со тоа што ние ќе го смениме името. Ќе го менјате името, да. Браво. Браво. Свака част. Значи, тие приказни од моиве анал и тичари, сточари, козари и така натаму штално што бараат проблемот бил во Америка. Знаеш ли што ти вика било кој просечен? Еве, например, газдата на ТВ Сонце, Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Да. Он е член на Републиканска партија. И се му наоѓам, често пати се слушам со него и така натаму, со Тед Круз, со гувернерот на Флорида, со републиканција. И викам, разговарам со нив. Викам, дали, викам, си зборел со нив за некако си притисок, зошто толку инсистираат за промена на името. Вика, како не бе, Јанкови? Вика, знаеш што ми викаат? Вика, не морате да го смените, ваша одлука е тоа. Али ако одлучи некој да го смени, ја немам проблем. Чим го смените, ќе го признам. Дали разбираш дека од внатрешниот наш полтронизам за да се допаднеме на Брисел, да се допаднеме на калето, ние сами го сменивме изгубивме името. све. Ние го сменивме името и ние работиме на сменување на името. Ама како работиме? Сега да, Сорос дал пари. Сорос нема идеја за наше менување на име. Решете го проблемот. И овие викаат два прста, извини, ја и Милошеве имаме организација, ќе го смениме името. Добро? И ќе го решиме проблемот со Грција. Добро? Колку ви треба? 5 милиона годишно. Океј. Кој е крив сега тука? Сорос? Или ја и ти што сме дошле до таква деструктивна идеја? Така е. Џони, сите срања што си ги направивме се наши. Нема, затоа што јас се расправав со овие квази патриотиве, не знам, разни глумци или овие бивши бугари, сега Кајефтов, драмата ово, она, ваму и там. А Америка сака да ја уништи Македонија. Викам, извини, прашање, повелете господине Јанко. Зошто не ја уништила до сега? Ту, стоко една свињо е девала, како поставаш такви прашања? Вакви реакции. Америка, ако е решена да ја уништи Македонија, ќе ме убедиш дека ние голем отпор даваме, дека некоја кинеско-руска космичка сила вика, леле, македонците мора да ги одбраниме. Не бе, брат. Не бе, брат, ние сме многу наивни. А нашата геополитичка аналитика не иде подалеку од предејан. Ние барем имаше Балканов еден добар геоаналитичар, покојни Лазански, воен додуше беше, ама ние појма немаме што се дешава во светот и што се случува по дипломатски корен. Ете тоа. И сега, откако е сменето името, сега ќе ти кажам, дека при секоја среда на опозиција со било која европска и западна, знаеш што им барат? Им барат, пошто сменето е името, за внатрешна употреба. Да го користите. Северна Македонија. И овие викаат не. Зашто не? Како ни барате такво нешто? Зошто да не ви бараме? Сменето? Чекај малце. На опозицијата и бараат да гарантира користење на Северна Македонија за внатрешна Не употреба. гарантирање, него бараат да го употребуваат. Аха. Да. И овие нормално не прифаќаат затоа што Под мач. да исчезнат. Пошто СДСМ го прифаќа тоа и немаат проблем, али нивното гласачко тело тоа го прифаќа. И значи треба, а ние ја напаѓаме опозицијата, бараме да се самоуништи, нели?
и да остане само СДСМ. Ја ти викам, све што прави опозицијската патриотска власт овде, проруска, ова антивмровска, што не е ни проседасемовска, таа работи да овде стане еднопартизан. Само СДСМ да владее. Тоа е. Ама добро, види, Јанко, ако немаш разлика у политичката понуда, то ти исто како у маркетинг, нели? Не, има разлики. Ја ти се фатив за еден. Ама добро, еве, конкретното тоа прашање за кое што говориш. Палчо, у ова исто студио постои кој знае кој пат кој кажува истото. Вика и палестинци да немаат држава, и палестинци да ги убиваат. Ама барем кои ги убиваат како палестинци. Разбираш, тука правиме веќе разговор, правиме муабет за човеково достоинство. За она ти како се чувствуваш. Ја го респектирам Палчо, и што е спремен да погине за Македонија. Ја не сум патриот и не сум спремен да гинам. Не, патриот, не можеш да кажеш дека не си. Не можеш да кажеш дека не си патриот. Гледаш, кога не сум спремен да гинам, онда изгледа не сум. Ама види, тој што учел, Јас сум спремен тој што да е роден со пушка, тој што одал Значи, еден Гоце Делчев не можел поинаку се декларирал како бугарин, затоа што немал друга графа у која да се декларира. И сега треба да го прогласиме и него дека не бил македонски патриот. Као што го прогласуваат овие од опозиција. Не бил. Евете го. Главната теза на Љупчо Георгиевски, што бил Гоце Делчев, е бил бугарин. И што ќе речат за 1000 години за тебе? Кај ќе ископаат податоци за тебе? На Фейсбук, така? Да. Кој јазик го користиш на Фейсбук? 90%? Македонски. Англиски. Не, македонски. Англиски! Македонски си не пишал. у статусите. Аха. Као користик на англиски ми Корисник пишал на англиски, све, ова, она, ваму, да. таму, све. И сега некој ќе рече, па дечко англичанец бил. Види. А ти си македонец. И си бил македонец. Ама тоа ти било платформата. Така и тогаш платформата била немало избор. Ама сега не правиме. Ама имало свест. Јас сакам да те однесам малку од друга насока. Ја не ќе. Знам дека не ќе. Знаеш, пошто народов сега во моментов мислам дека е до таму стигнат да бара месија. Он не бара веќе политичар. Народов. Пошто сега се работи, мислам дека живееме у такво време кај што Нека пак ќе го повторувам. ај работава да се биде или не, Јанко. Не е точно. Ама Не се види, знаеш, ќе ти кажам со пример. Можеш после да обрат. Ќе къснам на политанки, да. Ќе ти кажам со пример. Индијанците не мислеле дека ќе ги снема. Индијанците никогаш не помислиле. У овој момент индијанците имаат резервати, во кои не плаќаат данок, немаат ДДВ и можат да прават што сакаат. Ти си прават казина и така натаму, а овие ќутат и гутаат затоа што знаат што зулуми им изнаправи. Шега на страна. Добро. Вака. Дали имаат духовна смрт, дали имаат културна смрт, дали имаат идентитетска смрт индијанците? Две цивилизации кои ќе се сретнат, сега веќе е тоа друг проблем. Поразвиената ја асимилира помалку развиената. Крај. Што бе, ти шушкаат на политанките, па мораме да ги отвориме. Тоа е бе, да бе, Наполитанка е, абе, што се пафташ, уклучи климава бе, доста седите дај пуштате клима, Да е. Не е уклучена, пуштате. Кажи ми, дали твитерџиката Марга дојде овде да донесе кифлици? Не, добро. Катастрофа. Добро. Не коментирам, без коментар. Добро. Не, благодарам. Ја добро. насолено сум денес. Јанко, правиме муабет дека јас Брати ми се 41. Ајде, 41. Се враќаме. Имало македонци кои што се бореле за сопствената држава, кои што имале идеја нешто да создадат. Кажи ми сега, кои се луѓето кои упаднале у магазинот, украле оружје, пукнала првата пушка? По име не ги знам, ама биле идеалисти. Ама, знаеш што, Верувале. ова е исто као да ми раскажуваш како ќе биде сценариото за третиот дел Доктор Стрендж. Значи, ја те прашувам конкретни историски факти. Не знам. Ако го знаеме, па ја не го знам. Како може да не ги знаеме луѓето кои први собрале мадиња и отишле
влегле у воен магазин да украдат пушки. Бе, тоа е херојско дело 41 година, никој не знаеме кој е тоа. Ама кој денеска ќе го направи тоа? Не, чекај се. Прво да го завршиме тоа, да го абсолвираме и ќе го пренесеме за денес. Ајде. Значи, прво, не ги знаеме кои се. Добро. Знаеш ли што е тезата најблиска со луѓе кои биле блиски до тие партизани? Што? Дека тоа биле бараби, кратци, кои у даден момент така изреагирале. Не високо морални политички личности. И затоа изгледа не се ни спомнуваат. Арами и обични. Затоа што, кажи ми, кој, дали ти некоја со гзот изгалена комуњара растена у некој си, што ти ја знам, или опозицијски кој онака политичар кој цел живот поминал по парламенти, по ова, по она, не знам, овака све, или ден не работе, не бе, Владко Ѓорчев, очекуваш дека тој може да биде способен да прерипе и да направи револуционерно, радикално дело? Не. Значи, сакам да ти кажам, кога ќе дојде такво нешто, тоа нема да се изроди нити од оваа власт, нити од оваа опозиција. Никој од овие што ги знаеме. Тоа ќе биде дел на поединец, кој може би ќе биде од опозиција. Но ќе биде некој кој во тој момент ќе може тоа да го направи. Може би ќе биде хакер, кој ќе направи слом, например, енергетски на целиот регион. Карикирам. Да. Ти текне, ќе исклучи централата у Козлодуј за да ги казни бугарите. Карикирам. Филмски сценарија ти вадам. Тогаш бил Арамија, некој си, или неколку, не знам ни кои се. Значи, тие сведоштва не ги знам. Може би некој од гледачите ќе ме коригира и ќе бидам благодарен. Но биле луѓе кои можеле да провалат, да ограбат, да украдат. Џони, пробај да украдеш. Види, Јанко, знаеш ли Пробај да го- видиш каде како го гледам? срце лупа и така натаму Не, и така. не, во ред. Значи, времето Ја разбирам поетата. изродува надвор од политички норми и програм. И тој тие немале повик пс, још, ајде, ќе дигаме револуција. Еј, комши, ајде, тргајте. Еднаш имало тоа. Тоа требало да биде семакедонското и линденско востание, кое ние го славиме, најголемиот наш пораз, каде што никој не се дигнал. Требало Скопје да се дигне, требало Битола да се дигне, требало да се дигне Охрид, требало све. Зошто Гоце Делчев и им иде и им вика не е време. Не, стварно не било време. Да. Народов не бил спремен. Така и сега. Народов не е спремен да си ја земе државата во раце. Не е спремен. Како што евреите во Варшавското гето, леле, милион пати го кажам ово, во Варшавското гето, 41 година, колку биле? 5 милиона. Со 5000 војници ги држеле. Значи да тргнеле само, да тргнеле онаку у стампедо, ќе растуреле. Ама човечката психологија вика, ебе, мене нема да ви се деси, ќе преживеам. Кога се дига револуцијата? 45-та, кога станале 50.000. И тогаш вика, боле од куршум да погинам, него ли у она мачење. Изгладнети, кога си ги изеле и децата. Тоа е човечка психологија, ама постои... Ајде, збори малце подолго. Да, ќе зборам малце подолго. Че постои еден момент у човековата психологија, тоа е да и за да напредуваш било што во животот, треба да си доволно во тешка ситуација, за да сакаш да биде утре подобро, ама треба и да има доволно услови за да може да биде подобро. Сега ние доаѓаме до моментот кај што македонскиот народ е во апатија. И тоа е една сериозна апатија. Ние тоа со Александар Сомечка и со Стевче Јакимовски минатата среда го констатиравме. Ние не гледаме како народ, не гледаме како држава. Јас како моја генерација не гледаме шанса дека може да биде подобро. И тоа е многу тешка ситуација за човековата психа. Ти кога не гледаш дека нешто може да се промени, не гледаш и зошто да тргнеш во тие промени. И па, ако не си од СДСМ и тендерџија, тебе ти изгледа лошо, а од нивни аспекти... Нема во ред, Јанко, они ги зимаат тендерите, и ги лапаат тендерите, и ги крадат народните, државните пари. Ама кога нема да има струја, кога нема да има леб, кога нема да има масло за јадење, кога нема да има бебешка формула за да можат децата да си ги нарана со млеко, кога нема да има пелени,
Тоа Тоа ќе биде- тоа е тезата дека нема идење нагоре додека не се допре дното. Да, мораш од нешто да отскокнеш. Значи пак се враќаме сега на 41 година. Добро. Значи вие зборите македонскиот народ. Кажи ми историски, кога македонско движење имало општо македонско движење за нешто? 41 имало. Ма какво македонско бе 5000 души дали биле укупно? Ама види, сега ние тоа можеме да го спориме, никоја револуција у човековата историја не ја дигнала повеќе од 5-6% од населението. Добро. Секоја револуција се одвивала со таа авангарда, тие Ние немаме ни луѓе кои што 5-6%. Ни тогаш не сме имале 5-6%. Ние тие 5-6% дури ги немавме ни за Илинденско востание. Значи немавме. Немавме бе другар, немавме. За разлика од палестинците, каде што сите се учипени. Значи, Палчо може да филозофира колку сака. Сигурно е попаметен и поинформиран од мене. Ама за ова сигурно не. Како ми ги споредува македонски и палестински народ? Таму е до нож до коску, до шаја. Значи, они веќе губат лоп од нозе. Ама зошто се смири ситуација? Затоа што и Израел не е глуп. И почна, им дадоа земја, им дадоа ово, оно, и сега ќе се копрцаат уште 2-3 генерации и тоа ќе се испласне. Ќе почнат айфони да си доаѓаат, ќе почне да си доаѓа комодитетот. Види, ама тоа што ќе се дигнеш ти да се бориш, не значи дека ќе бидеш успешен во таа борба. Апсолутно. Никој никогаш не гарантира дека ќе успееш. Апсолутно. Ама И треба... ние не ни пробуваме, бе. Не пробуваме, бе, Џони. Односно, извини, сме пробале доволно пати за денеска да речеме доста е. Зашто? Пошто јас памтам 3 генерации у мојата фамилија кои што влегле у собрание. Џони, 3 месеца искачаа на протести и вика, ја не искачам, не продадоа. Толку беше? Да. Епа, пријатно. Ма еве, Џони. Јанко, ние тоа сум го кажал, може кај тебе у емисија. Па шо ако те предале? Ти искачаше за ВМРО, ВМРО ги Не, предал. не збориме за ВМРО. Чекај малце. Они викаат, ВМРО не предаде ова. Океј, искачаше за ВМРО или за себе? Ја искачав за себе. Ја првата вечер бев излезен. Ниедна партиска ознака немаше. Дури после кога почнаа Бетмен и Дамовски, веќе доби тоа некоја форма, Ма ние овде онака правиме и така муавет, натаму. дали ќе постоиме како народ или нема да постоиме. Јас мислам дека до таму се дојде на ситуацијава. So what? Знаеш колку народи исчезнале у историја Така на е, човекот? така е, така е. Кои исчезнале? Ајде да ги наброиме. Ајде изброи ми неколку. Па еве ацтеки, инки, маи, За нив индијанци. не знаеме никако. Да. Не знаеме ни на воскресните острови. Да кажи ми Цивилизација. современи народи кои исчезнале. Курдите се на пат кон исчезнување. Добро, што е? Што е проблемот? Што е проблемот? Види, Па не можеш до еден момент наоѓаш и викаш не иде повеќе. Значи, што затоа што пази, Ама што кај нас не иде, 90% од сите тие аналитичари ти викаат на улица. Која улица покажа дека носи промена? Освен шарената револуција со многу толку милиони долари. Немаш таква финансиска моќ да организираш такви медиумско уличарски протести кои ќе вршат притисок. И овој народ не си заслужува поинаку кога сруши власт заради трач. Па да ти кажам, дека 90% и од ВМРО-овците и оние што беа за опозиција, падна и поверуваа на целата пропаганда. Точно. Поверува, така? Точно. Толку беше моćна и jak, затоа што немаше ама падна алтернатива. и американците беанко на Што пропагандата. мислиш ти мене? Пази, ја бидејќи бев контрата, една од ретките контри, кога бев елиминиран медиумски. Извини, тогаш беше у мода да бидеш шарен револуционер, да, ти беше еден од ретките. Да, ама знаеш од кого ги добивав најмногу нападите? Од австралиска диаспора македонска, од канадска диаспора, американската не, имав, и значи, ке ти едно 1000 пораки од ВМРО-овци. ВМРО губи ради тебе. Треба да се огради ВМРО од тебе. Нека. Оградите се, гоните се у 3 лепе. Тоа ВМРО што се налепило на мене, они се налепија, ја не се налепив на нив. Затоа што имаше бојкот од СДСМ спрема мене и овие имаа празен простор, си го пополнија.
Ти имаше контактна емисија која што секој може да се јави. Джони, Ала пријатно, ама- кој се јави, се јави. Тоа е Они тоа. што ти викаа свињо Ама тоа е. дебела наместо да ти каже, абе овие украдо или направија. Джони, немаше да го и они угасиш. фокусираат и ден денеска, дека крив име Мијалков, дека крив име Груевски, дека крив име Јанко, дека крив име Курсе Тресе. Со проштењам на софрата за Тресе. Не бе, Джони, ние после 3 месеци протести не предадоа. Па, окей. Сметаш дека си предаде? Да. Ама не, Онда бар ама зад тоа ни не се е еден седи- пример од Јанко. Добро. Не е еден пример. Имало милион примери. 2001 народот влезе у собрание за Охридски рамковен договор, така? Превртуваа коли луѓето. 98 влегле за фабриките кои им ги продадоа. Не е народот дека не искочил по своето. 2008 какви протести имаше кога не добивме Склучи го мојот членство у микрофон. НАТО? Какви протести имаше? Кога не добивме датум, кога не започнавме процес за членство во НАТО 2008 година. Огромни протести имаше. Значи не е тоа дека народот не излегол и не дошол по своето и не го побарал своето, него едноставно има луѓе кои што се декларираат себе си за лидери, а во суштина немаат вода у очи. Не можеш ти да кажеш дека ќе водиш еден цел народ, една цела партија, дека ќе направиш промени, ако се плашиш на амбасадор да му кажеш не. Не можеш. Окей. И И сега... ќе те убијат. Добро. Па ми е гајле ако те убијат. Па добро, биди ти Еве, тогаш јас сум- лидер на опозиција Ама, види, Јанко, и погини. Јас сум тука. И ти си тука. И ти збориш против државата, збориш против власта, збориш против државниот апарат. Па не утепа. Така? Па и сега и да не утепаат, ако сме избрале да бидеме тоа сме избрале да бидеме, што? Ме разбираш? Ние, секој човек си го прави изборот. Добро, и сега што е поентава? Ете, народов е у апатија. Нема кој да го поведе на... Твојата теза е типично она. Нема кој да го поведе народот. Еве, јас сум храбар, овие што доаѓаат алтернативциве од маргиналци. Ете, мене не ме заследуваат. Па не те заследува. И сега што правиме? Ма добро. Ете ги заследува овие. Зашто? Заради клиентелизам. И сега што правиме? Не. Ете тоа е. Не е заради клиентелизм. Ама не, кажи ми, еве, не ги заследува народ. А народ се буни, нема кој да го поведе народот. Добро, нема. Тогаш што правиме? Еве, ја викам, окей, све сте во право. Што правиме сега? Што ти е решението? Пак секоја емисија, секој подкаст ќе детектираме дека Мицкоски е крив, дека Заев е крив, дека МПЦ е крива, дека американците се криви, дека Европа е крива. И точно, еве, викам управо сте. И што со тоа? Ма Јанко, кажи ми у која држава може да дојде човек као Заев, дури и да го гласале. Значи зборима го гласаа луѓе, Заев. Во која држава он може да дојде и да го смени целиот уставен поредок у 3 години мандат? Во која нормална држава? Ти зборам држава која што има служба, тајни служби, која што има полиција, која што има армија. Значи тоа во нормална држава поставена на... Значи државата мора да има механизам во кој што ќе се заштити од такви луѓе. Не може тебе Македонија не може еден Заев да го преживее. Ало, Зеленски ја уништи пола Украина, ја внесе у војна со Русија. Резултат е на 30 години независност на Мали, Украина. абе ти мене со прстот вака, не ме заебавај, човек. Не ме заебавај. Имаш човек кој уништува цела земја пред наши очи. Прави будала од себе. Луѓе гинат. Мртов ладен он им вика, јас сум паметен. А тој е оној со пенис што свиреше на клавир. на клавир. Па сега за што збориме? Знаеш што е Заев за него? Стварно Нобеловец. Па толку ќе ти кажам. Сакаш други абдали да спомнуваме? Ајде. Политички? Ако ти текнува, уште некој... Ово е Абдалов, бугарскиот. Пред овој. Што Борисов? Да. Што сакаш побудала? Спие со пиштол, со пари, со курви и се заканува, човече. Мислам, дури не е ни оној класа мафиозо, она малски дивек, онакво. И тој водеше држава му дадо. Па сега за што збориме, бе?
За што збориме? Ама сега добро, бугарите ли се криви што он водел држава? А јас сум крив. Не се они криви. Чекај. Ајде, те Вака, слушам. знаеш како? Има еден научно-фантастичен филм, серија, се викаше Ви. В. Доаѓаат елиени и освојуваат земјата и поставуваат луѓе. Добро. И тие луѓе се диктатори, се раздриг, и тие луѓе се диктатори. И они владеат со нивните земји, у кои се поставени. И сега, кој е тука крив? Елиените, така. Го донесоа стварно со летачки чини, со ласери, народов не смееше да писне и го поставија. Овие дојдоа со качени на тенк, Не, бе. извини. Јас знам Лазо Колушевски ваков таков. Лазо дојде на тенк качен. Сега не ме зедај, знаеш. Дојде со партизаните беа со него. Firepowerот беше кај него. Добро. Јанко, Јанкин, за кого ти гласаш на избори? Ако сите лидери на за тој што ќе ми плати. Не. Не е точно. Китка не ми е точно, вене. се извинувам во него. Китка ме Не е вене, точно. Не. гласот ми дреме. 300 евра глас мој. Та преку тасета. Види, за кого, кој избор го има народот, ако сите кои што се на гласачкото ливче се избрани од некого претходно да бидат на тоа гласачко ливче. Ме разбираш? Ние како македонски народ така ги перцепираме работите. Значи тебе ако на гласачкото ливче немаш некоја разлика помеѓу оние кои што ги гласаш, што избираш? Од помалото зло бираме ние. Епа. Ние не бираме најдобра опција. Помалото зло. Ама истото е да ти кажам и у Америка. Ама не викам дека не е нигде на друго место истото. Па и затоа народот толку се пали на ликови како Путин, како кажи го унгарскев, Орбан. значи авторитет еден или Тито. Еден и да команда со све. Значи народов во светот веќе се разочарува длабоко од демократијата. Да. Значи не ги носи оние базични плодови кај што треба да избираме помеѓу подобра програма, бидејќи формално е така. Ама не се случува тоа. Не само кај нас. Сегде се случува. Значи, за големите процеси нема да ги направиме ни јас, ни ти, ни Палчо, никој. Нити ние ќе инспирираме. Тоа кога ќе се случи, пак ти викам, ќе биде тип кој појма нема кој сме и шо сме. Ние у тој момент кога некој ќе ја направи револуцијата, ние ќе исчезнеме како говна вака пуштени у WC шолја. И така е историјата. Сваќаш? Не дека сме лоши, Да. едноставно времето те прегазува и исчезнуваш. Никој ништо, не можеш да го предвидиш. Бидејќи ти реков, замисли, можеби ќе биде некој кликер кој ќе му се јави на Елон Маск и ќе му рече имам ја решение, капацитетите на батериите, нели што? Да, што 80% Да. ги зголемувам без никаков ни хемиски никаков процес пасивен. И тој ќе го видоизмени светот, а не Македонија. Или некој радикалец, некој како се викаше на хакерска на група Анонимус. Или некој македонски Анонимус ќе рече вратете го името. Ама ние ово она. И ќе исклучи целата струја у Грција. Карикирам. Ти текно е. И овие ќе полудат. разбирам кај тераш со... И сега ќе се јави Вашингтон. И века, ќе те гаѓаме со бомби. Пап, ќе ми исклучи струјата и нив. Карикирам филмски. Да. Значи, некаква револуција која не можеш ни да ја намирисаш, нема ни да ја погледнеш. Така делува Господ. Така делува револуцијата. Така се раѓаат револуционери. Тоа се луѓе кои не знаат да држат говори, кои не знаат да филозофираат, да јадат бурек, да дојдат кај Јанко бурек и да трескаат на маса. Вака ќе биде, онака ќе биде. Ова било, она било. Не бе, брат. Ние знаеш како у тој момент ќе исчезнеме, како да никогаш нема ни у историја како запис да бидеме. Нема ни у хумористична К16 која ќе излезе, не К15, К16 да не има. Значи таква радикална промена ќе дојде. Види,
и да прекинеме, да го прегледаме процесот дека е само во Македонија. Не може да биде. Тоа сакав То следно да мора да биде. да го наметнам како овој народ уште гледа англиски, американски филмови и серии со српски превод. Па сега, Џони, што да правиме муабет? Значи, едно нешто луѓето не можат сега да си признаат во моментов, а тоа е дека живееме у најдоброто време во кое што било кога, било каде живеело човештвото. Зашто? Имаме лекови. Годишниот век на сите луѓе се продолжува. Стој тука. За ова сакам братски да те гушнам. Да си ми жив и здрав, синко. Да си ми жив и здрав со овој памет. Сериозно, без иронија ти зборам. Никогаш подобро време за живење немало. Точно. Све е убаво. И Тито, и све, и убава носталгија. Ова денес, никогаш подобро. Психологијата е сосема полоша. Али подобро. Интернет, благодет, благо и све што сакаме, сме сањале за овие работи. Сањале за овие работи. Сум сонувал. Сум идел у Лондон, знаеш што да правам? Да шетам у супермаркет, бидејќи 5 фунти, немам што. И вака да гледам полици. Не ми се верувало што све цивилизацијава изродува. Ја тоа го имам денеска. Ние секојдневица на новиве генерации. Значи, никогаш по-поволни услови не сме имале за да се образуваме, за да растеме, за да се надградуваме, за било што. И јас се сложувам со тебе и фала Богу, ми беше срамно го кажам, вика, ја мислев дека сум ненормален, само јас така мислам. Океј, фала ти за ова. Тоа е математика проста, тоа е статистика. Се поголем број, на пример, во светот на луѓе излегуваат од сиромаштија. Знаеш каде е проблемот? Проблемот е во веќе цивилизираниот свет. Тоа е оној проблем со демократијата. Сакам да ти кажам, нели теоретичарите на заговор не прскаат, не вакцинираат, не чипираат, зашто? Депопулација да направиле. Читате ли статистика? Секоја година е пола милиарда сме повеќе на планетава. Каква е таа fucking депопулација? Па камо да ја има таа депопулација? А депопулација многу едноставно настанува. Депопулација настанува. Дај му на човек добар стандард, он веќе не се размножува. Богатите луѓе немаат поише од 1-2 деца. Кој има 9 деца? Сиромаштијата 2 има. 2 има? 2. Син и керка. И знаеш што им рече? Ништо нема да ви остане. Не, али им купи куќи, им плати најскапо можно образование. Значи, нема поскапо образование. Затоа што знае дека дегени ќе останат ако не се борат за сопствениот личен доход. Крај. Препаметен е човекот. Препаметен. Така и треба и ни. Не, знаеш у која насока сакав да изтераме работа? Види, ние од 70-тите, кој западна цивилизација, сега ќе ја стави Македонија тука, мада кај нас тие процеси малку поточно почнуваат. Се помал број на луѓе контролира поголем дел од општественото добро, од општественото богатство. Така. И тоа е проблем кој што модерниот капитализам не може да го реши. И тоа создава огромни разлики, знаеш. Друго е сега ти кој имаш интернет, кој имаш телефон и се можеш да видиш што има тој со милиардите. Порано не ни знаеле што имаат. Ме разбираш, и тука тој јас помеѓу богатите, ја го гледав статистику Америка. Значи, со сите демократски влади, ти зборам на демократите влади, односно председатели демократски, кај што ги зголемуваат даноците, богатите се све побогати и побогати. Све поголем дел од богатството во општеството го контролираат помал број на луѓе. И тоа е процес кој што се одвива од 70-тите години. И ние сме печени како општество за револуција. Само треба да стане доволно лошо за на луѓево да едноставно им дојде им збоктиса преку глава. Ајде да се кренеме на револуција, зашто Елон Маск има 300 милиарди и нели да му ги одземеме тие, бидејќи у овој момент он е навистина најпаметниот, најиновативниот и најспособниот човек на планетава. Ја тоа сум убеден. Значи, он е скоро
во гениалноста е најблиско до Никола Тесла, иако е далеку под него, но истово ќе важеше, например, Никола Тесла замисли да имаше малце предприемачки дух. Он немаше. И шо? Он ќе беше уште побогат денеска. И шо ќе требаше да го бомбардираме еден Никола Тесла, да го на гилјотина, затоа што е способен и стекнал илјадници милиарди. Значи, малце е пипаво тоа прашање. Значи, едно е украдени пари незаслужено, а ние се фокусираме на луѓе кои со своето предприемаштво и способност направи да влеземе сега да го уништиме Apple. Нема да биде подобро. Никој не вика дека ќе биде подобро. Види, знаеш што треба да се спречи? Треба да се најде начин. Зошто сакаат да го вратат социјализмот и тоа сакаат да го вратат најголемите корпорации. Тоа е многу чудно, бидејќи корпорација бара пазарен однос и така натаму. Но корпорација што прави? Западниот пазар, западот, значи дозволува да се појави таму некој Милуш со нов мобилен и да ги растури ко беба звечко, што викаат србите. Да растуриш, значи да отвориш фондација, да те финансираат, банки, приватници, ово и да се развиеш толку многу, да го изедеш и iPhone. И ти тоа можеш да го направиш. Но iPhone што прави? Може ли iPhone ги купува можеби најдобрите, најпаметните, ги откупува и така натаму, дури во фудбал имаш. Да. Јак играч некојаш го купуваат само да го држи на клупа да седи. Така е. Но што прават големите корпорации? Големите корпорации за да ја уништат, поттикнуваат и подплатуваат и купуваат своји политичари, партии. Тоа е најдобро преку Сорос се прави. Сорос не ги стекнал парите, он е шпекулант. Да. Али му се дозволени од америчка држава да работи во интересот на американската држава и тие големи компании кои го поддржуваат американскиот воено-индустријски банкарски сектор. Затоа што, брат, таму, ако они реално на пазар се, ти треба да имаш и ризик, дека утре ќе се појави некоја нова Кока-кола, која ќе те биде подобра и попродавана. Мораш да го намалиш ризикот преку регулативи, преку овакви, онакви. Они со години се обидуваат, па уште се обидуваат тоа да му го направат на Елон Маск. Јас се молам човекот да биде следниот председател. Тој ќе биде порадикален и од Доналд Трамп, само по паметно ќе збори. Сакам да ти кажам дека нив сега им одговара на големите компании како во социјализмот, иако нема логика, нели? Сакаат На хартија нема логика. Нема логика. Ама у социјализмот, у Југославија се знаеа компаниите. У Македонија тоа беше бетон, да речеме сега. У Хрватска тоа беше Југопластика, карикирам. Во Србија беше, не знам, таково. Во Словенија беше таа и таа. И нема друго да ти се изроди, да ти го разруши планот ово. Ние сето тоа го навивавме, браво, праведно е, супер. Не. Затоа и кризите се добри и лоши. Во криза се страда, ама системот се прочувствува. Наместо со војна тоа да се направи. Оти ако не се направи со пазарна криза, ќе настане светска војна. Зошто продолжи да постои JP Morgan? Например. Добро, ме фаќаш сега за збор. Ја ти кажам дека природно системот општествен се прочистува низ радикална криза. Сега сакате економска криза или војна? Спречен е тој процес. Војната е спречена. Не, ама спречена е и економската криза, спречен е економскиот колапс на компании кои што реално шпекулирале со туги пари, шпекулирале со своите условно пари на стейкхолдерите и си давале меѓу себе тие што се начело на тие компании огромни бонуси. Ние збориме за 2008, ја ти зборам за конкретно за 2008 кризата. Ние имавме Конгресот преку ноќ изгласа, мислам дека беше 12 милиарди помош, која што преку денот, чие гласање не помина преку ден, изгласаа ноќта за да ги спасат најголемите банки во Америка,
кој што впрочем шпекулираа најмногу на пазарот Ти збориш и го за направија кризата балонот. 2008. Да. Ја ти Па ние зборам. имаме Чекај. социјализам за богати. Ало бе, шефе, 30 милиарди Бајден им даде на Украина. 40, извини. У овој момент у Америка нема млеко во прав за бебиња. точно. И што ми збориш? И сега да ти кажам, збореше за македонски народ. Еве ти го Зоран Величковски. Века, абе дечки, може ли да биде покултурен овој со капчево? Пази, на подкаст сме. Значи, немаме закон. Он седи. Значи, замисли сега, ова ти е тој менталитет. Јас сум вулгарен и не ме личи. Тоа се слагам. Али кај сме ние у овој момент? На најслободниот простор што у моментов е неконтролиран и ни е дозволено слобода на говор во било каква форма. Али седи Курајбер, кој не смее да писне на жена му, не смее да писне на работа, не смее да ова и гледа слободен човек и за него мојата слобода е вулгарност. Зошто ти сум кажал вулгарен збор? А вамо го има Џафери. Да. Што кажа Џафери? Па ги отару пичку матер ти од обезбедување. И сега јас сум вулгарниот. Пази, он со мене, он соли памет за мене. Епа, Џони, значи, малце му е на овој народ, треба уште, али ќе се изроди некој и нешто некогаш и не знаеме кога. Тоа е Deus ex machina. Тоа е можеби по Божја промисла. Покажеш стопат е Deus ex machina, кажи им на гледачите да објасним што значи као термин. Тоа значи дека Божја интервенција ќе се случи. Дека работите понекогаш доаѓаат до толкава криза да мора да се случи надприроден чин. Каде што тој надприроден чин ќе делува на таков начин кај некого и ќе создаде таков силен порив. Значи, светителите што ги знаеме, биле луѓе. Исус Христос бил човек. На 33 години кај него се случува таа благодат, преврат и он против таа природа не оди. Он се приклучува и се надградува во тоа. Он бил совршен човек и совршен Бог во исто време. Значи, тоа е. Но така било и со Свети Ѓорѓе. Свети Ѓорѓе бил војник, римски војник, кој се просветлува. У даден момент се случува. Дали е тоа инспирација од горе, ама Господ не те тера никогаш на сила, ти дава избор. Но кога ќе ја видиш таа светлина, кога ќе ја видиш чистотата на љубовта, ти не можеш. Значи таа просветленост дека некој треба точно да го направи тоа што треба да го направи, е тоа. Како, дали тоа ќе биде проповед, дали ќе биде револуција, дали ќе биде хакерски напад, дали ќе биде нова батерија за Тесла, како што Елон Маск не спие и ужива у животот, трошејки се и горејки се, не знам друг у моментов, ово е најпластичен пример. Не викам дека и он совршен. Си има 300 мани. Но гори, он е спремен утре да умре у фабриката легнат на черга, ама тоа е среќен. Македонецот вика да му ги имам парите на Малдиви со 20 курви. О, да умрам сега вака и бело малце. Зошто? Ама ние бараме да се задоволиме со некои форми кои мислиме дека ќе не задоволат. И у момент да, ќе те задоволи. Што правиме понатаму? Дали ти чувствуваш внатрешно? Па дали бил тој на 11. октомври 41. Од дома грзот фино на топло му бил. Па биле бугари. Па биле бугари, ке дале бугарско млеко, управ нешто, брашница, ово, оно. Не, добил порив. Да пририпа, да земе пушка, а мамицата ваша, не ве трпам. Еј, ке гинам, па шо се... Ма не ни мисли дал ке гинам. Се сеќаш ли на диалогот на ножот? Да. Деца. Деца биле, бе, 18 до 20 години дали имале. Вика, не сме дојдени тука печени кокошки да јадеме. Буквално таа реченица е вика. Таа реченица, да. И то, зошто е, знаеш, на многу им е чудно, зошто печени кокошки. Знаеш што било печена кокошка? То било мана, рајска, нешто најубаво што може да ти се случи у животот, да вкус. Немал Тесла, немал друго, немало диаманти, ништо не му значи диаманти и злато.
Дијаманти и злато да има и што ти ја знам, за да купи печена кокошка, за да вкуси нешто убаво, да те измести. Деца. И погинале. И погинале. Не знаеле за друго, нема. Тоа е внатрешен колективен процес. Нема повик, тука народот не повика. Сам се повика. Сам е таа инспирација. И нема да се случи ништо, се додека народов вика, нема кој да го поведе народов и така натаму. Ние додека, за жал, ние правиме политички емисии, ние треба научни да правиме. Овдека да имаме деца, иновативци, да видиш каква фотоволтаична сум напред. Знаеш ли ти што е најголем проблем у овој момент со фотоволтаиците? Прашината. Како да се брише прашината? Превише вода се троши. И сега некој да измисли некое чудо вакуумско, појма немам сега овакво, значи ќе заштеди огромни пари во економичност на производство на струја. Или замисли фотоволтаична батерија, оволицка, на вака, колко шупчево моje раширено која ќе дојде плата, вакво, и од ова вадиш 2 киловата на час. Елон Маск, знаеш ли шо вика? Сета потреба на цела планета за струја е фотоволтаици во Тексас на површина голема 200 на 200 километри. Тоа ти е цела Македонија. За цела планета сите потреби задоволени. Значи, гаси... Повели? 26 километри на 26 километри. Да, па точно цела Македонија. Помалце? 26 на 26. Толку сме, да, толку сме. Не, ако земеш дека до Тетово е, понатаму не. До Велес, после не е Македонија. Не е 200 на 200 километри, мислев дека е површина. Квадратни имаше за Египет план таков. Добро, ама и во Тексас сум го читал. Да. Кажи ми, дали е сулудо спрема математиките колку киловат сончева енергија на квадрат паѓа? Имаше како беше дневно е 8 киловати на метар квадратен или 4 киловати. Јас го гледав истиот тој план. Извини, чекај електричаров да го прашам. Не е проблемот. Чекај Да, ајде пушти микрофон. Не е проблемот во смета собствениот звук. Не е проблемот во тоа што може да се направи тоа кава фарма, може да се направи тоа многу лесно, може да се направи. Проблемот е во тоа што не може да се складира и да се дистрибуира таа енергија на секаде околу светот. Таа иако ќе ја задоволи потребата на планетата, нема да ја задоволи затоа што немаме уште систем како таа енергија да распределиме низ целиот свет. Па како се распределува? Ниедно од електричнава енергија не е складирана. Освен во води и езера. Хидро. Не се складира. Напротив, таа чим се произведе, таа иде у систем и мора да се троши. Исто јас го... Чекај малце, оваа дебата ми е мене секогаш интересна, бидејќи освен езера, значи кај што има акумулација, не постои начин како да се складира. Да, меѓутоа фотоволтаиците се користат преку ден само, навечер не се користат и затоа мора да се складира таа енергија. Тоа е работа. Не се складира. Фотоволтаиците кога работат ја пушташ у мрежа. Мислам дека се грешка. Сепак Не бе, другар. мислам дека се грешка. Сите фотоволтаични фарми имаат акумулатори за да складираат енергијата, затоа што не може цела енергија што собираат они да излезе во систем наеднаш. Како што излага на пример за хидроцентрали, за им треба конвертор. Значи трафостаница, значи не се умрежени, значи немаме инфраструктура за такво нешто. Па тоа е тоа. Како иначе со ветерниците насред море. Значи таа врти, не складира нигде, него е со кабли поврзана и пријатно. У Матрикс како беа? Сите луѓе бевме учипени у тоа, прдни, произведи енергија и машините си работат. И после дојде Нео, направи револуција. Ама Нео не го викна народ, сам си дојде. Тируриру. Тоа е мистичниот процес. Нио не беше баран, Нио не беше повикан, ама беше го предчувствуваа Морфеус и Тринити, дека ќе се случи. Добре, сега логично прашање. Предчувствуваш ли нешто? Не. Дека ќе се смени? Не во овој момент. Не во овој момент, затоа што велам,
буквално треба, знаеки како се случуваат низ историја овие работи, буквално немаш представа што ќе се случи. Ние сме на раб, на моменти на раб на исчезнување, а на моменти чувствуваш дека пука по сите шавови и нешто треба да се случи. Дали елиени ќе дојдат? Дали ќе откриеме, како ја рече Мечка, таа енергијата со тие диамантски батерии и така натаму. Може би ќе биде со имплозијата, со чудото, со така наречените реактори кои наместо со фисија, Со фузија работа. со фузија работат. И они работат веќе 30-40 години, со тоа не можат да дојдат до некои решенија. Значи, дали на научно поле, дали нешто друго филозофски ќе дојде, или второто Христово доаѓање, поима немам. У Библија е напишано. Значи, рано е за било што, прво треба да завладее еден со светот. И тој што ќе завладее со светот ќе биде најголемиот хуманиста, до толку имам да ти кажам, да сите луѓе ќе се свртат кон него и ќе му дадат поддршка. Тоа е она вика, белегот ќе го имаме трите шески. Не бе, брат, он ќе биде добар, он ќе лечи болести, он ќе помогне да се излечат болести, да се излечи глад. И сите ќе викат, дечково е супер. И дечкото нема да збори против Бог, нема да збори против ово, он ќе прави све добро. И ние ќе бидеме фасцинирани. И ќе мислиме, конечно, некој направи нешто добро. Тоа е у Библија прикажано. Види, од тој аспект, мислиш ли дека овие кои што сега работат, пошто цело време си зачитавме дека има структури кои што сакаат да донесат нов светски поредок. Има структури кои што сакаат да направат one world government, она што викаат една влада што ќе владее со цел свет. Мислиш ли дека тие луѓе работат за другава страна, во која што ние веруваме? Значи, пази, кога работиш ти за сатаната, он е доволно лукав да не те наведе дека ти идеш против Бог. Затоа што има, барем колку толку, има еден општи консензус во инстинкт човечки, бидејќи имаме образ Божи, знаеме кој е по-фраерот, а ние не се водиме по вера, него по сила. Кој е појак, сатана или Бог? Кептен Америка или Танос? Абе, за Кептен Америка сме сега, не знаеме. Така и за ова. А он е доволно лукав да те навлече. Да мисли дека си нешто друго, а да работиш у негови. Значи, нема, предпоставам дека има до толку лукави луѓе кои се посветени, ама не можат Пази, и сатаната ако го прави тоа, мора да е со дозвола. Све што се случува, он дозволува, Бог. Све е со допуштение. Бе прашај било кој поп, еве и најнеобразован поп ќе го праша. Значи, и кога се случува страда, се праша зашо тоа дете страда. Значи, многу е тешко да ги даеш одговорите. А камоли, зошто цел народ страда? Значи, со допуштение, има не, гранд план, и тој трае со еони, и не знаеме кој што води. Јас знам, јас сум убеден, јас сум расчистил со тоа. Јас знам кој што води, и тешко е понекогаш да го прифатиш, дури и свесен. Ја знам дека јас, Јанко Илковски, ти Милош, си еден и единствен во историјата на универзумот. Неповторлив. Нема инкарнација. Дојден си у вечност, ќе одиш во вечност. Не можеме да го поимиме што е тоа вечност. Вечен живот. Зошто славиме Христово воскресение? Абе, Џони, ало, победа на смртта. Тоа значи, што е пораката? Зошто он пострада свет, тоа човечки, да ви ни каже? Ало, дибеци, не е ова крај. Имате вечен живот. Издржете. Само тоа се баре од нас, да издржиме. Ништо друго, издржи. Ако имаш сила за нешто повеќе, уште по-добро. Има ли татко што ќе си бира помеѓу лошо и добро дете? Не. Таткото си ги сака сите деца. Исто и мајката. Така и треба да гледаш како Бог не гледа. Ама зашто ги сака лошите, еве јас сум верник. Абе, негово дете е и он, исто кој што си и ти. И доброто го сакам. И имам и ја добри синои, лоши синои. Добри ми се. Ама исто си ги сакам.
Абе, ја мачињата и добри и лоши си ги сакам исто, не па за човечко битие. А не па за совршениот Бог кој не сака сите. И сега доаѓаме за црковното прашање, сакаш? Па ајде. Не, ќе си го кажеш ти мислењето. Ја на крај ќе го завршам, затоа што не можам да дебатирам по Види, тоа. значи, го прочитавме сите соопштението. Ја, као човек кој што, морам да признам, се ги почитуваш повеќе канонските правила, поголем верник си од мене, си признал. Не го спорам тој момент. Зашто мислиш, прво дека забранија да го користиме терминот македонски и зашто нашата црква се согласи со тоа? Тоа е едното прашање. А второто е што мислиш дека ќе се случи со юрисдикцијата на црквите надвор од територијата на Република Македонија? Милош, И дали си контактирал, може би знаеш нешто повеќе? Милош, јас те молам, сакам твоето мислење да го чујам. Некој сака да ни се уклучи у програма? Моето Не. мислење? Не, Моето мислење е дека кажи. од Никејскиот собор, Океј. Што е Никискиот тебе? Никејскиот собор е каде што се формираат структурите Ај на малце подолго збори за да те изслушам течно овака. Никејскиот собор Све се со се да, сите заклучоци се вака случува течно. 3-4 век од нашата ера, значи после раѓањето на Христос. Ти збориме за Вселенскиот собор? Вселенски добро. Никејски собор. Да, Добро. во Никеја се случува, тоа е во близина на Цариград, Константинопол, само во Мала Азија, од другата страна, значи во Анадолија, каде што се собираат сите црковни великодостојници од тој период и се решаваат да создадат црковен канон. Значи сите правила кои што ги знаеме во православието потекнуваат од тој Никејски собор, вклучително и бројот на односно изданието на Библијата кој што го читаме и го знаеме сите ние и сите основни правила кои што постојат кога станува збор за црквата. Сега, јас мислам дека тие луѓе го злоупотребуваат ситуацијата, состојбата во која што се наоѓаат, за да ја искористат верата и црквата како институција, за да можат полесно да ги контролираат луѓето. И да ја тераат воденицата во своја полза. И јас мислам дека тоа истото се случува и денеска. Овие луѓе наместо да не водат нас и да не учат за Христовите да не учат на Христовото учење, едноставно ја злоупотребуваат позицијата во која што се нашле. Зашто? За лична корист. Каде да ја гледаш личната корист? Прошо. Па не сакам до толку да ја банализирам, Малце е тешко да ја банализираш, ама треба да се банализира, пошто личната корист е банализација. Така да иди до крај. Па јас не можам да разберам зашто една црква, во која што јас се сметам за апостолска, бидејќи македонскиот народ е еден од првите народи кои што го прифаќа Христовото учење, Не постои апостолска црква со државен префикс. Не постоела и не постои. Ерменската. Океј. Добро. Океј. Ја те викам, сите цркви си ги имаат имињата на епархиите. Главно. Епархијата, ако збориме за Охридската архиепископија, претходно се викала Јустинијана Прима. Добро. Ако не грешам. Океј. Не, заради тоа те прашувам тебе. Знам дека знаеш повеќе. Не знам повеќе. Историографски, фактографски и така натаму и така натаму. Што мислиш, ајде? Значи не мислам. Јас сум глуп човек. Јас сум Јанко. Џони, јас сум Јанко јади бурек. Ја гледаш луѓе се занимаваат со мене дали јадам гомна, дали сум безобразен или не. Не гледаат дали сме слободни или не сме слободни. Дали си пристоен или културен. Со тоа ги интересира луѓе. Не, пошто он така ти мораш да... не културен си, брат, само. Пошто јас сум многу културен, знаеш. Џони, мене и Ваков нас, знаеш, 3 пати во годината се чита се чита посланието. Да. Значи, у мојата помесна црква каде што сослужувам, не само што сум... Чекај, остай, баш фино.
Устай! Ако отвори го прозорот. Отвори го прозор. Отвори прозорот. Намали мечка свати дека стига. Мечка беше тоа? Мечка беше. Со колата? Не знам со шо, ама беше со нешто. Ако? Мечка, пушти гласно! Докажи се. Не е битно. Ти отиде му обед. Не. Ова е знак дека треба да се затнам. И ја го прифаќам тоа. Верувам у такви суптилности дека не требаше да го изедам бурекот што го почнав. Значи, ја ќе идам друго нешто. Мене како верник, вака, ајде да почнем. Што им е битно на секој граѓанин на планетава кој е жител на некоја држава? Што им е битно? Да биде дел од светската заедница. Да биде дел од Обединетите нации. Па после, нели, кој е Европска унија, кој е Евроазиска, кој е Руска федерација, кој Панамериканска и така натаму, локално имаме си се определуваме. Но нема, освен можеби Северна Кореја, па и она е учипена заедно со една Кина. Значи, сите ние имаме тенденција да бидеме умрежени едни со други, да се осеќаме и да идеме под еднакви правила. Особено тоа е Обединети нации. Ако не се лажам, ние направивме абнормален компромис со нашето име само да влеземе во Обединети нации. Со фирм збориш. Значи, ништо не зборам, ти кажа. Значи, толку беше битно влегувањето во Обединети нации, да тоа надминуваше било што и било како. И за тоа 99% и од политичари, но и од народ ќе се согласи дека тој потегна Киро, ја спасил Македонија, требало така да биде, му заберуваат за името, му заберуваат за знамето, и така натаму. Мене, како верник, важно ми е да со моите браќа заедно сослужувам. Што значи литургија? Литургија, или така наречена, значи служење. Литургијата се нарекува Евхаристија, благодарност. Значи, ние идеме у црква да кажеме фала на Господ. Дали идеме како македонци, турци, марсовци или било што, ниедна црква не прашува никого. Дека има будали, секогаш има будали. Дека црквата е институција во која има луѓе, а во која има луѓе, све можеш да очекуваш. Но црквата е Божја творба. Врз основа на Божја творба ние ја создаваме. Нам ни треба место каде ќе идеме да кажеме фала. Ние не идеме у тоа. Цела Македонија има 500 верници со се свештенство и со се монаси и монакињи. 500. Тоа се луѓе кои редовно идат на литургија, кои водат. Бидејќи христијанство е начин на живот. А не како Тито Петковски која ќе рече, или овој ќе рече, јас сум христијанин. Од кај си христијан? Ми крсте. Која последен пат си се исповедал? Тоа амерички филмови. Извини, оче, ја не сум се исповедал одамна. Не си бе ти христијанин, Джони. Нашите правила се многу зезнати. 3 недели не се причестиш, не си на литургија, ти си исклучен од црква. Тоа е твојот никијски, што го спомна. Да, таму е напишано. Како тоа никој не го вади, бе? Дека верник еден христијански и дека тој е христијанин, православен, христијанин, не православен, после доаѓа скизмата. Добро, ма еве... Долга е мојава. Мора монолог да ми биде, јас се извинувам. Нема проблем. Бидејќи чинот, кога сослужуваме, таму се случува чудо, надприроден чин. Ние верните веруваме во тоа. Тоа е цин која ќе направи и кога го благословува лебот и виното, и стануваат тело и крв Христови. Што се случува во тој момент? Таа нафора и тоа вино во тој момент добиваат Божја енергија. Ние тоа го молиме од Бога и тоа се случува.
И таа Божја енергија, таа благодат Божја, која имаме и по раѓање, ја имаме и со крштевање, ја имаме секојдневно, но ја добиваме и плюс кога е литургија. Зашто печатот бледе. Знаеш, ки излезеш од црква, помисла, ке опцуеш ово, она, и го губиш она Божјото од себе. Го губиш она по што сме направени, а ние сме направени да сме блажени, да сме добри, да сме преполни со љубов, а ке не завладе омраза, ке не завладе нервоза и така натаму. И во тој надприроден чин кога се служи, стоиш во црква и вика, како беше? Вика, празно беше. Како празно? Па вика, само попот и тој на певница и ја у црквата. Джони, на секоја литургија присутни се ангели, архангели, свети, се што е само немаме духовни очи да го видиме. Верниот верува во тоа. Значи, црквата е преполна со тоа. И нашите браќа, од политички, од било какви разлози, викаат, овие таму се скизма, измислена црква, лажат, се фолираат, не се верници. Нивната литургија не е заедништво. А Господ од нас бара заедништво. Ние, за жал, го немаме тоа како што го има, бидејќи во светот има една католичка црква. Нема италијанска, нема француска, нема португалска, нема хиспанска, нема една католичка. А ние, во целиот идиотизам, ние почнавме, затоа што политиката влезе во црква, да правиме македонска, српска, руска, ваква, таква. И оние што си ги имавме, Печка патриаршија, Охридска архиепископија, Трновска и така натаму, почна да се губат и повеќе атрибутот да се става на националното. Па дури имаш и политичари наши кои викат етнофилетизам, тоа не е лоша работа. Не е лоша работа. Да има ли поише удлабокото? И сега, ако во една таква ситуација Бог не слуша сите, Он знае и Он гледа. И Он плаче. Браќава не се сложни. Да скратам, во овој момент нам ни е симната скизмата, клетвата. Ние сите причести и сите благодети нам ни се важни. Оти Бог не е луд, не може да го преложат ни 100 цркви заедно. Кога Свети Максим Исповедник, сите папи, сите архиепископи се свртеле против него, целата црква христијанска обстанала у даден историски момент само на еден човек. Свети Максим Исповедник, проучи го некогаш, јас син ми го крстив по него. Црква, цела христијанска црква ќе отишла јабана, немаше да постои денеска заради погрешно тумачење, само Свети Максим Исповедник. Му сечат рака, му сечат јазик, да не пише, да не проповеда. Бог му дава благодет, го држи до 80 и косур години во такво време. Во таков момент, кога некој вика, сега пази од другава страна, Јанко, ти си циган, ти си шиптар, ти си индијанец, ти си црнец, ти си нигер, ти си ваков, ти си таков. А сите ги гледам, истата работа ја правиме, стоиме, му се молиме на исти Бог. И у еден момент они викаат, добро Јанко, окей, со нас си. Ја плачам од среќа. Ја моментот, значи, затоа ми е тешко да дебатирам на ова, да докажам некому. За жал, ние ја гледаме, таква ни е политичката ситуација, да на црквата гледаме како институција која треба да го се залага за нашиот идентитет национален државен. Не бе, Џони, затоа имаме држава, затоа имаме институции, затоа имаме политички партии. Извини, Ајде. Ти реков, долго ќе трае, ќе се заќутам, ќе ставам слушалки Не. и ќе идам да се изнаплачам. Затоа што литургијата, следната причест моја беше во заедништво со сите, се тресам,
со сите мои христијански браќа и сестри, затоа што симната ми е скизмата, затоа што ме примија во Обединети нации, ама не само човечки, него и пред Бога. Бог плаче од среќа што конечно нешто решивме. Да, има тука политика, за да не нема како македонци, за да не има ова, за да не има она. Ја ти тврдам дека во овој момент имаме повеќе шанси да обстанеме него било кога во историјата. Префиксот македонски не може никој па мене да ми каже кога јас сум трпел притисоци и моите деца затоа што сум бил против промена на име, против промена на знаме. Но овде да ја институционализи, да ја поставиш црквата на ниво на Министерство за религиозни услуги и не ти се допаѓа зошто незиниот став не бил националистички во тој момент, ја ти викам дека црквата у ниеден момент не се откажала. И ја тоа сум убеден, што год да ми збориш, дека не се откажала од македонскиот јазик и она иде прв пат. Пази, синот искача, секој синот, не само нашиот, искача еднаш со едно сообштение на една тема. Нашиот синот два пати излезе затоа што стокава од народ која се нарекува квази верници, а што не се верници, за јазикот, зачувување на македонскиот јазик. Македонскиот јазик, за да литургијата си биде на македонски јазик. И затоа името, и за името излезе нашиот синот, дека е важно името, да го се содржи, затоа што заради тоа и низ јазикот. Ако донеле ваква одлука, а донесуваат на се народен собир, на кој? Јас сум бил, Џони. Ни 500 души не се собираме. Бидејќи МПЦ не се 12 владици. МПЦ не се само попови. Црква сум јас. Само он што е таму да служи. Пошто ја не можам да служам, имам друга работа. Така што, јас сум среќен, јас сум оптимист. Од сега натаму работите ќе идат на подобро. Што год да збор. Знам зошто, знам кај те боли, знам дека ти е темно, мене извини. Ја напишав јавно. Од денеска сум оптимист за земјава, за народов. До тогаш, бидејќи не знаев дека ќе се случи, ја бев песимист, нема да не биде. Ти текно е она. Ја од сега, Милош, памти ми го зборот, што и да се случи, ја ќе зборам, ќе не биде. Верувам во моите деца, верувам во Бога, верувам во себе, верувам во народот и ќе не биде. Како и да ви изгледа во овој момент. А ја викам дека у овој момент стратешки сме во поповодна ситуација. Thank you very much. Иван, гаси ми си. Не. Можеш. Не, види, што и да те прашам, што и да додадам нова, ќе го урнисам твојот оптимизам. Урнисеј го. Не, урнисеј го, биди слободен. Сакам да ти кажам, затоа што слушај, треба едно да знаеш. Секоја религија што ќе ја прифатиш, има догма, така? Да. И низ таа догма ти се докажуваш дека си верен. Нели? И ние имаме како е нашата догма. Верувам во една света, соборна и апостолска црква. Така? Да. Нема македонска, нема турска, нема српска. Колку и да имаат другиве да ги спомнуваме тие работи. Ама символот на верата е тој. И они го кажуваат истиот. Па кој верници сме кога нема апостолска? Неменлив. Една света и апостолска црква. Па едно филетизам ние направивме. Значи мораме да се вратиме во тоа единство што го имаме. Добро. Па дури и која ќе биде православниот свет единствен, ние имаме треба да го решиме проблемот и со католиците. Кога се срушила Вавилонската кула, Господ ги поделил народите. Така? Зошто? Зошто се срушил? Како казна? Зошто? Поради блуд, разврат. Не. Поради што? Не, па тоа е проблемот. Кифлици! Не е блуд и разврат. Зошто ја граделе кулата, бе, пријател? За да стигнат до Бога. Браво. И ово им вика. Со градење кула ќе стигнете до мене? Не може. И ми ја руши.
за да се свестата ги разделува со јазици, затоа што само преку срцето Бог срце скрушено ќе прифати. Значи, љубовта е упрашање. Нема братска љубов, немаш љубов во себе, не можеш да допреш до Бога. Он не бара кули за да идеме, он не бара портали, може би и портал да направиме. Ама така го создал и нашиот народ, така? Абе, така се создадени сите нареди, не нашиот. Зашто тогаш да биде забрането црквата да забрани, да видиш тоа што Бога рекол да видиш. Океј, ајде, доискажи си го својот став. Не, па ја тоа е. мислам дека јас све одговорив со моето. Тоа е, немам што поише да додам. Значи, ние како луѓе сме падната природа. Не сме совршени. Многу сме падната природа. Надвор свират на клавир. Да. Китка им вене, клавир им древе. Абе, ало, народ работи овде, бе. Абе, се просветлуеме, вие клавир ке свирите. Не дирате уметницу рукама. И донеси кифлиците. Кажи ми, беше ли на Бубамара? Бев. Закон. И? Закон. Сашко Коцев, закон, овие дечки Тину Јатана со театар комедија, закон, значи такви стендап комедија. Ме интересира, која ТВ емисија доби награда? ТВ емисија доби Агенда 21. Тие се проект на, како се викаше, на Игор Џамбазов и на актеркава Весна Беби Петрушевска. Се работи за заштита на животната средина, ангажираат млади деца. Супер. Топ емисија, мислам, топ проект. Колку имаат емисии? 5, 6? Па една сезона, мислам. Една сезона. Да. И за една сезона. Браво, одлично. А ти уште немаш добиено? Джони, 21 година. Поред? Немаш добиено ни едно? Не, имам на времето добиено за најдобар спортски коментатор, најдобар водител и најдобра емисија. И од Добре, тогаш... све си земало доскари македонски, така ли? што може се, шо бараш? Добро. Викам, на 20 годишнина, викам, вајда ќе му текне, викам, ај да рече, најдолго трајната емисија, нешто, за, по заслуга, демек, некако. Ова беше нов Поче се. нов ТВ проект. Тоа беше категорија ТВ, но господинот Стигна. Александар Митовски. Кој знае, кај се намацавте, бе, и на клавир седнавте да свирите. Свириме ние на клавир. Да, свирите клавир. Ке свириш клавир, ке свириш клавир. Се спремаме за ушутка. Да си жив и здрав, дојде да ја одјавиш емисијата. Па не, прво да видам дали ќе најдеме некоја тема која што можеме дополнително да ја продискутирам. Може да го доразвиеме видеото од Дубај. Јас да ти кажам друго видео што не би требало да го отвараш. Кажи ми. Blue Waffle на Google. Како? Blue Waffle. На Google. Ајде го отвори. Кој? Ти. Бе, веќе е отворено и изгледано, што ти е тебе, бе? Been there, done that. Дај друго, мечка. Дај друго. Што? Two girls, one cup. Добро, тоа е стара класика. Тоа е Стара класика као Саша Греј. Да. Него Се држи. ако немате што да додадете, ја. Кај се кифлиците? Кај се кифлиците? Ги изедов. Да сте живи и здрави. Ги изедов. Ја частен вечерва благо, да ти кажам. Зашто? За По Мила. твоите наполитанки, са мила. Абе имаш таму едно влаф, изедено. Дај им го. Јас на крајот би сакал гледачите Без дека сте го малку. Чекај. Земи го. Милош. Само Дај му момент. на мечка таму. Не одолими му се. За крај би сакал да ги поздравам гледачите со едно изненадување, да видите, сакав да ви презентирам кој се наоѓа позади камерите најчесто. Тоа е човекот што личи повеќе од брат му Нагим Красничи. Зошто? А не е Тој брат човек, на Агим тој е Красничи. Значи личи повеќе од Агим Красничи од дека Агим е брат. Красничи. Дојди бе ваму до мене, ела ваму. Дури личи поише од Агим Красничи од самиот Агим Красничи. Е, така. Во случајот, јас ќе се придружам на мојот драг колега Милош. Тамо ли ќе седнеш, добро. Слушај, Брейкот со кого личеше? Кој албански министер? На кого? Брейк. Брейк си личеше со Како се више? Валјан Сарачини. Едмон Сарачи. Валјан. Така. Не, Едмон. Војници.
Е, па тој не е битно, али еве го пушти го у кадар да го видиме Агим Красничи. И сега јас се извинувам. Агим Красничи Мислам, вие сте злобни единки. Дечково личи на Златан Ибрахимович у млади дани. Така, го извади. на кој за жал ја завршува кариерата оваа сезона. И да честитаме титула на Милан, иако уште не е официјална, ама готово е. Ќе биде, готово. Чекај да видам, знам дека Интер вечерва тепаше, што значи нема вечерва, нема да ја славиме. Колку е? 3-1. Да. За Интер, значи идната недела ќе славиме титула. Милан. Тоа Во тој е случај, дами и господа, ако немаме додатни теми некои тука вака да предложи, во името на Инфомакс јас ќе не одјавам, би сакал да ви предложам да читате Инфомакс, да гледате Инфомакс, сите наши емисии, зашто секогаш сме први со информации и нема цензура. Пушти мене, пушти. Ви благодарам. Тоа беше Филип Стојановски, познат како Агим Красничи. Агим Красничи или поново Златан Ибрахимович, али најпознат како Влаот. Тоа беше тешки моменти со Јанко Јади Бурек во недела. Следете Инфомакс, читате информации без цензура и добивајте ги секогаш први. Поздрав и се гледаме утре во нашо Скопје со Даниел Арсовски. Ја прашувам, За текст на предлогот на амандман. Адев порат Пративме да чува.